Guten Tag, liebe Schülerinnen und liebe Schüler. Ich hoffe, euch geht es heute gut. Добър ден, драги ученички и драги ученици. Се надевам дека сте dobro денес. Unser heutiges Thema ist Nomen im Genitiv. Нашата денешна тема се именките во генитив. Unsere erste Aufgabe ist Übung 5 auf Seite 111 im Kursbuch Delfin. Нашата първа задача за днес е вежба 5 на страница 111 во учебникът Delfin. Hier müsst ihr ein paar Schritte beachten, damit ihr die Übung erfolgreich löst. Ovdje morate da zapazite nekoliko čekori, za da možete uspješno da решите вежбата. Schritt 1. Lest die Sätze in Übung 5. Чекор 1. Прочитайте ги речениците во вежба 5. Schritt 2. Sucht die Informationen im Text Klassentreffen. Побарайте ги информациите во текстот. Значи, они реченици кои што се дадени во вежба 5, ги барате информациите во текстот за да одлучите кој одговор е точен. Само се сконцентрирате на тие места, сето друго во тој момент не е важно, бидејќи не се бара во вежбата. Und Schritt 3. Kreuzt an, was richtig ist. Чекор 3. Окружите што е точно. Artikel und Nomen im Genitiv. Членови и именки во генитив. Генитивот е падеж во германскиот јазик кој што значува припадност, односно нешто што го поседувате, нешто што ви припаѓа. Hier habe ich ein paar Ausschnitte aus dem Text Klassentreffen entnommen. Овде има неколку изсечоци од текстот. 1. Dass ich nicht für den Beruf des Arztes geboren bin. 2. Dass ich die Tradition der Familie fortsetze. 3. Nach dem Abschluss des Studiums. 4. Wir hatten viel vor, die Zahl der Zimmer zu vergrößern, die Einrichtung der Küche komplett zu erneuern. Und 5. Heute bin ich Geschäftsführer einer Filiale. Генитивот во македонскиот јазик се преведува со на, односно дека ќе продолжам традицијата на семејството. По завршувањето на студиите. Бројот соби и раководител на филијал. Тоа се преводи на некои од речениците кои што стојат во генитив. Генитивот е означен со црвена боја, односно des Arztes, der Familie, des Studiums, der Zimmer, der Küche и einer Filiale. Hier haben wir eine Tabelle zu Nominativ und Genitiv, bestimmten und unbestimmten Artikel. Членот за генитив во машки род и во средни род е des и овде именката добива наставка s или es. Es ако именката завршува на согласка, во овој случај т, и тогаш се додава дополнително едно е. Во спротивно само
едно S, како овде кај des Studiums. Исто и за неопределен член, формата е eines и во машки и во среден род. Значи, ист завршеток имаат и определениот и неопределениот член, односно ES. Кај женски род и множина имаме форма DEA за определен, односно една за неопределен, и во множина немаме неопределен член и овде можеме да ставиме фон. Фон е всушност замената за генитив, само што предлогот фон бара датив. Именката во женски род и множина не добива никаква наставка. Како што претходно кажав, завршетоците се исти и кај определениот и неопределениот член во генитив, така и исти завршетоци ќе ги имаат и присвоените заменки. Also hier haben wir Genitiv bei Possessivpronomen. Übung 15, Seite 226, Arbeitsbuch Delfin. Вежба 15 на страница 226 во работната тетрадка Delfin. Übung 15 heißt Ergänzen Sie den Genitiv. Вежба 15 гласи допълнете ги формите за генитив. Значи истите правила важат како и кај определениот и неопределениот член, односно истите завршетоци, и кај машки и среден род треба да додадете наставка ES или S. Еве како кај овде Kindes, именката завршува на согласка, односно Д, да не биде meines Kinds, се додава допълнително едно Е. Попълнете ја табелата врз основа на предходната табела за определен и неопределен член. Овде, кај присвоените заменки, кај du имаме dein, sein, sie, ihr, es, sein, wir, unser, ihr, euer, sie, ihrer и учителната форма си, присвоената заменка е ihr. Hier habe ich für euch die Übung 16 auf Seite 227 im Arbeitsbuch Delfin. Die Übung 16 heißt Ergänzen Sie. Вежба 16 гласи допълнят. Овде, кај речениците од А до Г, треба формата фон плюс датив да ја замените со генитив. Како што претходно кажав, како замена за генитивот може да се напише и фон, само што предлогот фон, само што предлогот фон бара датив. Таму треба да внимавате. Еве како примерот А. Das Haus von meinem Großvater hat hier gestanden. Куќата на мојот дедо стоеше овде. Во генитив, hier hat das Haus meines Großvaters gestanden. Преводот на реченицата е ист како и претходниот. Овде гледаме дека куќата му припаѓа на дедото и затоа стои генитив. Допълнете ги и наредните реченици со формите за генитив. Присвоената заменка имате веќе во првите реченици, односно von meiner Großmutter, von meinem Auto, von meinen Töchtern, овде внимавајте, се работи за множина, von meinem Sohn, von meinem Chef,
von meinen Kolleginnen. Ich wünsche euch viel Erfolg und auf Wiedersehen. Ви по всякому много успіх і до гледання.